Граѓаните јадат безбедна храна, уверува првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство. За скандалот со млечните производи кај кој беше откриена помала грамажа на масти од наведената на декларациите, Миланов уверува дека е направена само измама и манипулација со граѓаните. Во наредниот период ќе се прават детални анализи за да се утврди колку долго биле мамени граѓаните со млечните производи со помала масленост. Безбедноста не е нарушена, нарушена е квалитетот. Нарушена е затоа што направена е измама со храна на потрошувачите, манипулација со потрошувачите. Доколку вие декларирате дека имате 24% масти, а во производот има 5% масти, значи таа храна автоматски се уништува како нешто и се носи на депонија. Посочи дека штетата која компаниите ја направиле кон граѓаните е голема, а казните кои треба да ги платат се премногу ниски. Со новиот закон за прекршоци тој очекува поригорозни казни, како на пример 3-годишна забрана за работа на компанијата. Иако Агенцијата за храна и ветеринарство се уште ги нема добиено резултатите од анализите за совоместнатите производи, очекува и таму да се откријат нерегуларности. Јас искрено да ви кажам, очекувам дека би имало нешто, затоа што таму премногу имаме ароми, бои, фосфати кои што мислам дека 2025 година имаше фирма од увозна од Словенија која што фативме 40 тона кои што има 10 милиграми надозволеното. Зборама кој е 5 грами фосфат има 15 грами, уништивме 40 тони. Во последните 2 години уништени се над 800 тони храна и вратени се над 300 тони небезбедна храна на производителите. Во 2024 и 2025 година се интензивирани инспекцијските контроли на домашното производство, прометот и увозот на храна. Како небезбедни од граничните премени вратени се 16 пратки со храна од животинско потекло, а уништени се 3 пратки. Дополнително забранети се 9 пратки на храна од неживотинско потекло и уништени се 90 тони храна од неживотинско потекло од увоз. Агенцијата за храна и ветеринарство секојдневно учествува со редовни и вонредни инспекцијски контроли. Во моментов тие располагаат со 200 инспектори, бројка која е доволна за проверка на храната на цела територија на Македонија. Инаку Агенцијата за храна и ветеринарство денеска одбележа 15 годишнина од основањето, а истовремено беше одбележан и Светскиот ден на безбедноста на храната, кој годинава се одржува под мотото од товар до решение, безбедност на храна насекаде.